Под уметничко раководство на светски познатата танчерка и кореографка Паула Блантон во Берово работи школа за етно танци. Младите девојки ги учат тајните на карактеристичните танци од Балканот и Ориентот. Испакувано со кореографијата на Блантон, интензивно се подготвуваат за настапот на вториот етно фестивал во Берово. Како член на УНЕСКО, Паула ги истражува традиционалните танци во светот, потенцира дека балканската музика игра се во подем, момент што треба да се искористи за подобра промоција на македонскиот фолклор. Таа е среќна што ова лето уметноста што ја промовира во цел свет може да ја пренесе и во родното Берово. Една многу убава представа со зајди по стил контемпоранијан и мешано со нашата музика. И ќе правиме и Балкан фьюжн со седни музики малку помлади, по-фанки. Берово интензивно се подготвува за вториот интернационален етно фестивал кој представува спој на традиционалната музика и танци со формите на модерниот стилизиран фолклор и целиот спектакл Берово го става во функција на туризмот. Ние за овој фестивал практично се подготвуваме цела година. Значи, фестивалот е можеби главниот сегмент на културна, туристичка презентација на Беро пред Македонија и пред светот. За трите фестивалски денови од 26 до 28 август се очекуваат над 200 учесници од цел свет, но и 30.000 посетители, што ќе представува и кулминација на туристичката сезона, која во Берово ова лето донесе околу 1000 странски туристи. Освен традиционалните гости од Холандија, малешевијата ја посетија и туристи од Израел. Етномузичарите од целиот свет го учеа македонскиот фолклор во Берово.